Брати, сестра, не ми се познаве. Доаѓаме за средбата на децата бегалци од Егејска Македонија и мило ми е денес да дојдеме во слободното парче на Македонија, сите деца бегалци и со македонскиот народ во Републиката, заеднички да викнеме за човечките права, да може да си одиме по нашите места, да можеме да запалиме една свеќа над гробовите на нашите татковци, мајки и наши предци. Saranda pali karja kapotile, moratile vaharja. Во Герман се собраме на Црничето. И мајките, децата и носеја. И многу плачеа кога се разделваат мајките. И мајките ма молеа, децата ти даваме да ни гледаш. И големо имаше плакање таму и што се жала и мајките по децата и децата од мајките што се делеа и поминаме преку планина. И таму тргнаме големи моки. Беше времето студено, снег имаше. На градницата истемна. Сетне заминаме градницата и земев децата и шурваме низ планина, низ Ормано. Тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Сурваме во Дупени. Таму ни сретна една река, беше замрзнато, по камчината децата ја газеа, си цапа. Сурваме во селото. Таму се собраме сите, излегоа ни пречекаа селаните, ни сместија децата, беме 2000 деца. Ни сместија децата и јаска со 10 деца ојдов при Филипа Туџаро, таму осунаме. Јас сум Константин Ристовски, роден од подножието на Вичо, село Черешница, каде пред 40 години ја поминавме пресеката од Герман за Вардарска Македонија, каде се спуштивме така долу и на овој пат марширавме за Македонија и нашата колона се составуваше од неколку села, од Комуничево, од Бомбоки, преко Пана, Черешница, Вишини, Шиштеово, Нерет
и неколку други села, които јас не ги познавав, а нашата колона се составуваше од 74 деца со 4 мајки, а јас кога патувам во овој исти пат, бев последен на колоната. Последен на колоната, брат ми го носев, бевме многу истошени, прегладнати, го носев на рамото и оној толку не сакаше, јас не можев да одам, одев, така заостанав на колоната, бев последен и јас тука на брат ми го лажев, дојди 10 метра ќе ти дадам леп, а он мислеше што ќе имам леп, а ние уствари немавме ни каша и леп во нас за да му дајме. Овој пат тука што се гледа пред мене, полно беше деца загладнати, супинци, обувот од ѓонот веќе се искинати, спарталяни, жедни бевме и баш тога на овој пат за прв пат не огре сонце и тога мало нашите марши се стоплија, времето беше март, сладно беше, горе на овие големите планини имаше уште снег, а од пат од страна ако стапнивавме нозите веќе полубоси, во кал слегнувавме и тога го видовме пред нас едно наше село од Вардарска Македонија, која се вика Љубојно. Дојдоа деца тука од Дамбени. Имаше деца мали од 2 години, по 3 години, по 4, многу мали деца имаше. Се прибра вечерта, топло и покрив, заспа. Воспитачките тука седеа со нив. Му дадовме кому млеко, имав крави, кому поголемките чај, лепче, касна и заспа. Ама нокта плачеа бара баби, кои мајки, во соно плачеа. Некој ноџината исчепкани од пато, од камчина. Некој под мачка и со нешто кутрите, што да прави. Така сосуна на утрото, воспитачките се гледа наведна се што да прави. Ме праша едната дали имате тетко доволно да му дајме уште по ен топол оброк да касне. А едно многу плачеше. Многу плачеше тоа по воспитачките, а на едната фрли се, а на другата. Тоа да ти биди многу ноџината и чепкан издола кога го слекоме втрнчина во ноџината му најдоме. 2 години. Така мето седија 5 дена кај нас. Му даваа в село. Како македонци се прибраа селото за поправо, многу цело стана на нозе да и дочека. На 3 дена дојдоа 20 тука, побараа имена, презимена на децата и попишва, а 2 нема. Презимена има, а имена не му знаја. И ми вели мене, тетко, ти ќе видиш кума на овие 2. На девојчето му го кладов Слободанка, а на машкото Слободан. Бидејќи мајките и таткоите се бореа за слобода, за Македонија. И така, малото детето се ме прегрна, ме бакна, ти ќе видиш че моја кума. Така во разделбата, кога тргнеа да си одем, ето многу тешко ни беше, ако беа толку деца и јас бев оперисана. Многу тешко плачевме кога се разделбавме од тука од децата. Orgona ága, baratka virága, öltözetek újruhába, anyák napja hajnalára, illatosan zúgja az erdő, sosakja a szell, ezek viszont ágakrom, így te mindig nagyon boldog, édesanyja. Во тој ден на 1948 година, 25 март, во оваа къща не сместија
на Јосиф Стефановски. Кога јас пристигнав во ова кашче со брат ми, веќе другите деца беа заспани од измореност, дури ниту можеа да јадат ништо. Во оваа соба беме сместени 16 деца, а во среде соба подот кој беше од овие исти шчици, имаше само една рогозина. На рогозината ги ставивме главите наоколу, еден до друг, легнавме и спавме. За ручок получивме гравче со неколку зрна и лебот ни беше од пченка, којто не ни беше доста, а пак исто оште погладни останавме од тоној ручок што ручавме. Во овие казани овде кај што се пред нас и гледаме, во тоа време јас бев готвач и готвев за децата бегалци кои што идеа од Егејска Македонија. Во селото Љубојно овдека и пречекаме колку деца идеа, тој идеа без број деца. И некој ноќе стига, некој дења стига, на сите мораше за прв пат да добие топла храна во Љубојно овдека. И понатака децата си заминува понатака за Браилово или каде со камионите и крева. Храната беше скромна. Колку што имавме, толку и му дававме. Гравче, компирчина, по 200 грама ченкарно лепче. И тоа беше, немаше шо појке. И сега се наоѓаме во сред село на Љубојно. Од овој плошта тука натоварија со 4 товарни камиони. Во камионите имаше слама послано и неколку каси мармалада, мислам од урна. И заминавме право по патот сите 4 камиони за Битоля. Кога се скачивме на камионите, таму се сретавме прв пат од унра каси мармалада и ние со прљави, миени раци, тако во грст зевавме мармалада и јадевме, до да стигнеме во Битоля, не фати пролив терање. Така, 16 дена веќе бевме на пат и започна тоа, значи, нашата Голгота, што така тргнавме без татковски и мајки во непознат пат. Марика, родена Калина, сега Маглешева, од село Прекопана. Можете еве да го видите, тоа беше нашето село 32 година сликано, а ова е денеска пак нашето село и мојата родна куќа, само куп камења. Имав некоја среќа да одам, да го видам и повеќе да се возбудам, повеќе тага да добијам во себе. Татко ми погина како грчки војник во 41 година и мене како првенче не ме виде. Но он се борил за слободата на грчката земја, а тие грци 48 година мене ме прогонија од мојата родна земја. Денеска живеам за среќа од другите македонци што се подалеку од оваа наша земја македонска,
во Македонија, во Струмица. Нема многу што да кажам, бидејќи светот ја знае нашата мака. Само еден повик до грците. Нека веќе го заборават тоа што минат. Нека не пуштат сите македонци да влеземе, барем да се ја видиме родната грудка. Јас бев некако некој да оди мајка ми, да оди сестра, брат, роднина, да се ја видат само својата земја. Еве, јас сум овде на првиот ред од сликава. Се препознав себе си затоа што ова слика ја имам добиено кога бевме сликани и успев да ја пратам на мајка ми сликата со стрелка на самата глава овде, назначувајќи на сликата дека мамо, јас сум твојата ќерка Донка Пискачева, што ми е смешно сега кога ја читам. Помислив дека она нема да ме препознае. Меѓу толку деца, сите еднакво облечени во униформи. Ние сме 3 сестри, двете бевме во дом. Татко ми загина 44-та трагично, мачен и стрела во селото Сетина, од Егејска Македонија. Ќерка сум на Михајло Пискачев, познат како голем револуционер. Мајка ми беше партизанка, задржа таму 48 година да помага во крајните години на нашата граѓанска војна. Така во домот имавме едно убаво дејство, мислам, згрижени, не гладувавме. Гледајќи ги сликите, гледам еден стварно убав живот со сите удобности во домовите, али нас не недостасуваше. Најважното, ние немавме топлина од нашите мајки. Кога дојде прв пат мајка ми во Бела црква, меѓу првите мајки да ме посети, она рече дека не е изванредно, дека она живее мизерно во една шупа и дека не е во можност од која се врати, дојде она во Југославија да не земе. Ја ја молев на коленици, мамо, молим те, земи ми, јас сакам со тебе да бидам. Пораците во Бела црква, во Црквеница, мислам, знаете какво е приморско место, во вили живеевме на бившите богатажи кои беа земени, али јас по секоја цена сакав да се вратам, да ме земе мајка ми во таа шупа кај што она живеа. Јас сум Пројковска Вангелија од село Гражано од Преспа. Во 48 година избега во Чехословацка, заедно со брат ми и сестра ми. Од Чехословацка јас одидов во Советски сојуз, дека живеа моите родители во 52 година и од 52 година до денеска ја живеам во Ташкент, во Советски сојуз. На денесиот ден дојдов јас од Ташкент со мојот син. Јас сакам да рече дека патот што го помина ми беше многу тешки од страна на грците, зашто кога зедов писмо од Македонија и отидов во Ташкент кај грците, во организацијата грцка, ми беше многу тешко да слушам такви одговори дека тие имат врска со Грција и децата грчки ќе ги праќат во Грција, а од Македонија со Македонија нема тие никаква сврска и за македонците не знае и не саќе да знае и не ни помоѓе во ништо. Беше тешко да ги слушам такви одговори и тога Црвениот крст ми помоза, ми направи голема работа за да може денеска да се встретам со моите пријатели кои избегаа од Советски сојуз. И со тие дечки малички, кои во 49 година живеат во Чехословацка, детски дом Нове Гради, Уничов и во другите. Многу ми е тешка ова встреча и од друга страна многу сум радосна дека македонците може да стори таков голем празник, радосен, но и плачевни. Денес, кога ги исполив сите слики, се го встретив големиот герој на Македонија, Лазо, и ми е многу тешко и радосно што го гледам тука да го гледа цели македонци. Доста е. Јас сум Мило Богданов, село Бабчор, роден во село Бабчор, 42 година, 48 година заминав за во
источните земји. Денес се видов на една фотографија тука. Еве, јас сум тука. Јас патував со тетка ми Василка, таа беше одговорна на мајка на групата, кој доме во Синаја, се разбира, немавме пари, немаше да пари, си го продаде кепторо и направи една слика. Таа беше цела купна група, дечиња што беме цела група. Си продаде чорапите, везани чорапи. Бабчортки чорапи. И ја купи ваа слика. Ето, ваа е само слика што ја имам од моето детство, од младите години. Тетка ми тука е во Скопје и која 83-та година кога видов тетка ми прв пат после заминувањето од Руманија во Австралија, ми ја подари ваа слика. А и денес плача и не може да прекине. Едно детство загубено. Вие се најмалите деца и сите се сираци без мајка или без татко. Само јас и Коле Кочов, како знам јас, што сме со мајка и со татко, а другите се сирачиња. А кој се да ви кажат, лично не знам, али тетка ми знае, тука во Скопје. Една голема трагедија, што ги ја помна до крај на мојот живот, што не ги може да заборава ваа слика и моето детство. Од 13 ноември заминаме за во Америка. И животот таму ни беше арен, ама пак за нашата татковина жалееме и ни е жал, многу ни е жал што отидовме таму, арно, ама пак доваѓаме, имаме можност да можеме да дојдеме пак да се видиме во нашата татковина. Цел живот овдека, заедно се најдовме со маж ми на 11 октомври и што да речам друго. Мило ми е што се спасивме и што живеевме добар живот тука во Југославија. Ако останеме тамо, во Егејска Македонија сите ќе бевме отепани. Ова ми е карка ми живее во Нью Йорк сега. My name is Pepi and these are my majka mi i tatko mi. Јас сум родена од Скопје и цел живот сака да разбирам што му е the story of the Macedonian people. Кога отидов во факултет, се студијав радио и телевизион, journalism, да знам кога ќе се вратиме тука, да напишам све за фамилијата моја и за македонските луѓе. И сега кога ќе се вратам, све ќе напишам, имам земено со камерата и за сите луѓето македонски ќе напишам. The real story. Кажи ми. И за мене ова е многу емоционално ми е и многу тешко и многу веселно, многу happy да ги видим, да ги пулам мајка ми и татко ми со другарките се познаат with their friends, and this reunion, it means a lot to all these people. Е многу important цел свет да разбира што е the true story of the Macedonian people. За здравје
за синот мој што е во Австралија, во Комбијан, и за Кире, Мирка сината, малиот Јорданчо и малата Александра, за живот и за здравје и сретно да ни се вратат овдека во нашата земја. Спалајмо Бога. Бога без мене лошаја, моли спасти ся душа ми. Македонци и македонки, верни чеда на Македонската православна црква. Еве денес се собравме во овој наш соборен храм да се подсетиме на некои трагични настани пред самиот крај на Втората светска војна. И како што беше оној со вашето присилно изгонување и одвојување од родителите, од училиштата своји и од родната татковина. Ајде да му заблагодариме на Господа за вашиот повраток од другите земји каде што бевте испраќани. Зашто мнозина од вас кои појдоа тамо и не се вратија. И така тогаш ве испративме со солзи, нажалени, еве сега со солзи радосници пак ве дочекавме. Благодарете му на Господа се додека сте живи, а и на оние кои драговолно ве прифатија и ве зачуваа од сигурна смрт. Кој ли се не крена рака да не уништи и да не избрише од земјината топка како народ. Но во таа вековна борба паѓавме, се кревавме, волјата беше Божја така и најпосле се смилува Господ Бог, не крена на нозе, дури воскреснаме. Васил Јоваровски од Полска. Посетува училиште во Гержониот во Полска, радиотехничко училиште, сега живее во Картош во Скопје. Побара Неко Венчировски од Австралија. Да се најда пред репортажната кола на Радио Телевизија Скопје. Побара Крсте Чкордов од Австралија. Побара тетка му од Татица. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Кумот Ѓорѓи Апчевски сега живее во Драчево. Побара кумашинот Стево Стамболџиев од Австралија. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Кети од Канада. Ја бараат Вујкото Павле Јанакевски од Скопје и незината војна. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Јас се викам Лафазановски Илија, сум од село Вомбел, Костурско, Египетска Македонија. Овие ми се од селото, другари, пријатели и имам снашка дојдена од Русија дојдене, другарката. Сите сме ние деца, бегалски од египетскиот дел на Македонија, кои живеевме долги години во домови. Јас во сите домови од Ромања имам живеено во Тулгеш, Синаја, Брашов, Букурешт, во сите градови. Појдоме во Руманија, седиме таму 5 месеци и отаму Полска побара деца и ојдоме во Полска. И таму ни пречекаа на границата полаците, многу беа добри, зедоа децата, ни зајсоа во Лондек Здруј. И таму седиме в една година со децата и децата не можеа да преболе за мајките што плачеа за свој крај. И таму сетне се расподелија по школите децата.
И ние мајките и гледаме таму, и миеме, и облекваме, и носеме на јадение, потаму изеаме и прошетваме, и дојкваме, и носеме, сега ќе дојдеме за ручок, и руча, ќе поседеја, опet ќе извадеме, ќе прошетаме, и децата големите си одеа по школите, малите и држеме в дома, му поможваме в нешто и воспитуваме. И така беше тоа. Све ни беше добро, народот беше добар, ама не можеме да се сложи децата со храната. Храната негова не беше со нашата, различна беше. Многу му даваа сладко на децата, на поголемите па му клаваа сол, на малите де му клаваа ништо, само со сладко. Ке одеме в најадение, имаме голем проблем. Не јадеа и ке седеа, само ке се гледаа и ке плачеа и рече му бре, зош не јајте, не е уба мамџата, зош не е уба, не е црвена. Ами ете, е црвена, какво не? Е црвена, ма не жежи на јозико. Мајка ти што ти даваше дома, бре, ни даваше мајка, ми фрлаше црвено така и то црвеното жежеше на јозико. И сега не можеме да јајме, и кладени рачината така, и само ке се гледа, и многу опадна од храна. 1955 година дојде наредба да се сретнеме со родителите, пошто до тогаш и да ги знаевме каде тие се наоѓаат. Ја дознав дека мајка ми со помалиот брат што во раце го носеше низ цела Албанија, се изнамачи многу, дека се во Полска во Згожелец. И решив јас со моите сестри да се заминам кај нив да се сретнеме. Од тука јас веднаш не по неколку дена одмор најдоа за целисходно дека владувајќи го јазикот македонски, да одам да работам на весникот Демократ, што тогаш излегуваше на македонски јазик една страница. И работев тука како новинар се до 56 година, од 5-6 месеци. Потоа се женав, се вратив кај родителите, кај мајка ми, тука се женев и струката ми беше учител, пошто имав завршено, и почнав да се зафатив да основам училиште на македонски јазик. И во тоа, до некаде со помош на полската власт, успеав и оформив училиште на чисто македонски јазик, од прво до четврто одделение, потоа во другите одделенија 5, 6, 7 и 8, тука предавав само македонски јазик. Јас сум родена 49-та година кога моите бегале од Грција, од селото Смрдеши. На патот сум родена во Елбасан во Албанија. Од таму 49-та година отидовме во Чехословачка, до 66-та година живеев во Чехословачка. Дојдовме во Скопје, 75-та година се мажив и денеска живеам во Лесковац. И понатаму сите знаа дека сум македонка и дека сум македонка од Егејска Македонија. Заедно и моите дечиња и мажот ми сите зборува македонски и дома во Лесковац. Се запознавме со маж ми на хоки во Сибир. И во 1961 година кога заврши студии, се вративме во Ташкент. Маж ми имал желба секое време, ми кажуваше за Македонија. И со таа желба он живеше цел живот и таа желба дојде и кај мене. И во 77 година се прифрливме од Ташкент во Македонија. Еве сега 10 години живеме во Македонија и многу ми се свиѓа Македонија и македонци. Čo pojke saka čovjek da bili na temna zemlja sa temja na narod. Od to nema pojke, jer? To je život. Really, wonderful. It's great. And then again, between 79 and 84. Вервам да има 20.000 народи тука у Скопје. Ако не гредеше тука во неделја, мене кај ме боли цел век, за целиот живот кај да плачам, ако не беше тука за неделја. Се викам Јанковска Стоја, родена во село Рудари, Егејска Македонија. Овие сите околу мене се деца од Бела црква, штитеници на Југословенскиот црвени крст, на кој му благодариме крајно и незаборавене за нас.
Имавме ученички кои учествуваа во балетите и тоа Лика Кирова, Танча Јановска, Велика Маркова, Рина Попспирова, Олга Петкова и многу други. Овој автобус е полн со деца бегалци од Канада и Австралија и денес за прв пат, после 40 години разделба од своите родни места, ќе пробаме да поминиме преку грчката граница, да можеме да си ги видиме местата, роднини, да можеме да запалиме по некоја свеќа на гробовите на нашите предци. Јас лично имам таму мајка, татко, кој умре оддамна, мајка ми беше убиена со дедото, татко ми умре 70 година. Имам брат во селото Поздивишта, кој сакам да одам да го видам. Ако случајно се случи да еден од нас биде вратен од грчката администрација, ние во знак на другарство, на пријателство, сите од нас ке се симниме и се враќаме назад. Сме разочарани дека денес во 20 век една земја која се слави дека е колепка на демократијата си ги покажа своите нодзе. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. Овој случај ќе ни послужи нас на одборот од Канада да еднаш и за секогаш ги обеловедениме грчките намери како една држава која нема ама баш никаква врска со хуманитарноста, со човешките права и ова ние најстрого ќе го искористиме да работи против нив и ова е еден правен доказ кој ние ќе го последиме во Канада најстрого спрема правниот пат и демократијата која ни обезбедува демократска Канада. Целиот свет треба да обелодениме неправдата што му е правена на македонецот во егејскиот дел на Македонија. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекаа 20.000 грци,
а ние македончината што се иселивме од егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од 1 година до 15 години сме виновни и осудувани денес, после 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Делови од нашата земја тирани гази. И тираните нема да имат мир во себе си, зашто се виновни. И таа виновност ние ќе треба денес да покажеме на цел свет и да се бориме со сите прогресивни сили во светот, за да може ова што го прават грците на нехуман човечки начин да се направи нешто. Ние сме деца избегани после 40 години, за прв пат се враќаме назад и немаме право да си го видиме родниот крај. Тоа е срам и позор за грцката влада и за псевдосоцијалистката влада на господин Папандреу. Јас се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Јас сакам да оде таму на мојата мајка да запала свешча, а тие не врнае нас. Ние не ојдоме да бараме граници или ојдоме да си видиме гробишчата на мајките. Македонка ќунга. Да се шири Македонија, се плоди. Тоа е слободно. Јас също, македонка се роди, македонка ќе го провозаме до границата да не врати. За жалост, рекоме да се обидиме уште на родното место, не сме били од 49-та година. За жалост, и се вратиме. Од мое лично име и од името на иницијативниот одбор од Перт, Аделаид и Мелбурн, Австралија, како и од името на нашиот македонски народ, срдечно ве поздравувам и ви ја честитам нашата прва заедничка средба што се одржува во нашето убаво Скопје. Ја користиме оваа можност за да ве информираме дека одборите во Австралија и натаму ќе продолжат со упорна работа, се додека не дојде до целосно признавање на постоењето на македонскиот народ, посебно постоењето на македонското малцинство во Грција. Одборот од Перт испрати писмо до Папандреу со барање за признавање на македонското национално малцинство. Ви носиме, драги деца бегалци, срдечни поздрави и желби за успешна средба од страна на целата македонска емиграција од Северна Америка. Ќе наименувам само неколку. Организацијата Обединети македонци од Торонто, чиј председател Стив Плакас од Зелениче, Костурско е наш гостин на ова средба. Најголемата црковна општина во Канада, Свети Климент Охридски, чиј председател Алек Петличков од село Буф, Леринско, дете бегалец е меѓу нас. Црковната општина Свети Наум со организацијата Обединети македонци од градот Хамилтон. Црковната општина Свети Илија од Мисисага, Друштвото Преспа од Детройт, САД, Канадскиот комитет за човешки права со председателот Васко Панчаровски, кој е дете бегалец и е член на комитетот од Торонто. Канадско-македонски дом, чиј основоположител е нашиот сонародник и добар пријател на децата бегалци од Торонто, господинот Џан Битов од село Габреш, Леринско. Драги дедо Владика, мои мили роднини, братје и сестри македонци. Зашто ми е многу полесно, искам да кажем неколку думи по англиски, ви се може.
When my wife and I had heard Кога жена ми и of јас the reorganization чувме за организацијата and the на organization of бегалците, Begalci, we thought it only proper мислевме дека е најдобро that we come да дојдеме and pay и да tribute им and одадеме honor почит и чест to our relatives на нашите and роднини friends и from the пријатели Begalci. бегалци. We have visited many of you Посетивме in многу од many вас lands. во многу земји. And the fact Многумина од вас, of you, Begalci, бегалци, who have suffered so кои much, страдавте толку многу, yet feel а сепак животот and have го dedicated посветивте на yourselves земјите, to the lives во кои within the денес countries in which живеете, you live today, вам ви велам. I say to you, I am proud Токму затоа, that much more уште to be a повеќе се Macedonian. гордеам што сум македонец. I am also very proud Исто така се гордеам, because I know what зашто you have знам колку contributed придонесовте to Canada. и за Канада. You have been Вие сте true, вистински, hardworking, трудолюбиви, dedicated совесни Canadian канадски citizens. жители. And that is why Затоа Prime Minister of премиерот Canada на Канада has honored ми me укажа чест to read this што можам letter to да you. ви го прочитам ова писмо. The Association of Refuge До Children Сдруженијето from на Aegean децата Macedonia. бегалци од Егејска Македонија. I am pleased to send Задоволство to you ми е да ви испратам вам illustrious на една group of славна Canadians група канаѓани who wish to maintain кои their сакаат links да ги with одржат their врските countries со of родните origin. земји. My warmest Најтопли greetings поздрави on по the повод occasion of вашата your reunion. средба. Canada is indeed Канада е fortunate навистина to среќна enjoy the што ужива во contribution придонесот of на една such a толку rich богата mixture земја of од народи. peoples. Your association Вашите members should членови be на proud of their Сдруженијето role може in да се improving гордеат со улогата and во deepening подобрувањето Canada's ties и with our продлабочувањето на European врските на friends. Канада Подписано со нашите от европски Prime Minister пријатели. на Канада, господин Брайан Маруни. Искам да кажам една голема благодарност към Републик Македонија, којто е в Југославија, без неја не знам дека бегалците или кој да беше, сега же може да се соберат в тој ден в тој народен крај. Благодарам. Му давам збор на Никола Мангов, кој ќе ги пренесе поздравите на децата бегалци од нашата земја. Ние научивме и знаеме дека цивилизацијските придобивки се под заштита на универзалниот суверенитет на меѓународната заедница и дека гласот од нашата средба можеме да го патиме од било кое место во светот. Како последица на дискриминациите, исклучени сме од можноста тој глас да го изречеме од нашите напуштени домови. Го избравме Скопје за да ја оживееме онемената осуда на војната во погледите на обездомените деца по патиштата на Балканот и Европа. До Организацијата на Обединетите нации, Конференцијата за европска безбедност и соработка, Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, до владите, односно парламентите на Народна социјалистичка република Албанија, Народна република Бугарија, Демократска република Германија, Народна република Унгарија, Народна република Полска, Народна република Романија, Чехословачката социјалистичка република, Сојузот на советските социјалистички републики, Социјалистичка федеративна република Југославија, Австралија, Канада и Соединетите американски држави. Од името на својата генерација, од името на своите татковци и мајки, од името на сите нас, собрани на оваа средба, и се обраќаме на меѓународната јавност со следната декларација. Ние,
кои минавме низ пеколот на војната, низ сите трауми на принудниот екзил, добро знаеме што значи личната и колективната драма на човекот. Илјадници наши врсници останаа за секогаш во пепелиштата на војната или пак со своите страдалнички животи ги разфрлаат по светот како откорнати. Ние кои останавме, израснати во разни земји на светот, научивме да истраеме во добро и зло, никогаш не губејки надеж и покрај суровоста на животот, дека еден ден пак ќе си ги видиме нашите мајки, татковци и родниот крај. Го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите блиски што живеат во Грција, Обштата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот, Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човештвото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од егејскиот дел на Македонија, ни е одземено правото на враќање во Грција поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и блиски, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Ние не сме виновни што сме деца на загинати херои, кои братски еден до друг се бореа со најпрогресивните синови на грчкиот народ против фашизмот и против носителите на злото и ужасот. Уверени сме дека таквиот нехуман однос спрема нас не може, а да не ги навредува чувствата и на прогресивната јавност во Грција, некогашната лулка на европската цивилизација. Апелираме да се признаат и почитуваат сите права и македонското национално малцинство, правото на еднаквост пред законот, правото на заштита на македонскиот национален и духовен интегритет, правото на македонците да го изучуваат својот мајчин јазик и сите други основни човечки права. Ние не сакаме да се повтори нашата судбина ниту за едно дете на земјината топка.